Заеднички јазик околу законот за употреба на јазиците никако да најдеме. Наспроти уверувањата на власта, голем дел од јавноста и натаму тврди дека парламентарното мнозинство упорно турка законско решение во полза на едно малцинство. Според познавачите на проблематиката, сега откако претседателот Ѓорге Иванов со ветото даде повод, пратениците во собранието треба да искористат можноста за повторно разгледување и отстранување на посочените недостатоци, па транспарентно со вклучување на стручната јавност и секако со дебата да ги испочитуваат принципите за кои јасно се залагаат и владата и парламентот. Како и да е, очигледно, на ништо повеќе од обично прегласување не треба да се надеваме, затоа што за премиерот Зоран Заев законот за јазици нема недостатоци. Се што е донесено во рамките на Законот за унапредување на јазиците е согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Јас уште еднаш ја испраќам пораката дека вредно е да се заложиме за едно општество за сите. Ова е наша мајка Македонија, на сите граѓани без разлика на нашата етничка, религиска, па дури и политичка определба. Треба да подадеме рака, да имаме доверба во институциите на системот. Се надевам дека ако нешто буквално не е согласно уставот, постои уставен суд. Венецијанска комисија ќе го каже своето мислење. Сепак, ако се консултира интернет страницата на Венецијанската комисија, советодавното тело на Советот на Европа, таму засега нема ниту една информација дека некој од Македонија им пратил барање за советодавно мислење за законот за употреба на јазиците. Последно нешто што е добиено во комисијата од Македонија е барањето од Министерството за труд и социјална политика за нацртот на законот за превенција и заштита од дискриминација. Ако на ова барање испратено на 8 јануари, одговорот ќе стигне во март, тогаш утре некој од Македонија да испрати барање за совет за законот за јазиците, во најдобар случај одговорот би го добил во април. Инаку до 9 февруари е рокот кога собранието по ветото од претседателот на државата повторно треба да гласа за законот. Во меѓувреме дека постои простор за подобрување на содржината на овој закон, сигурен е и амбасадорот на Франција Кристијан Тимонје. Она што ме интересира повеќе за овој текст е дали се разговараше за амандманите, дали правната рамка одговара на уставната, дали на пример целта на текстот, но и финансиските последици беа представени пред јавноста. Сето тоа за нас се интересни прашања кои треба да покажат дали македонскиот систем функционира како нормален систем. За мене ова е своевиден тест. Од друга страна, да бидам целосно искрен, ќе ви кажам дека постои простор за подобрување во самиот текст и тоа е возможно, затоа што станува збор за разговори. Ова е процес кој што се уште трае, не е завршен и не би сакал да се изјаснувам. Французинот и другите неистомисленици, опозицијата, претседателот, па дури и Уставниот суд и Венецијанската комисија. Со нула ги помножи пратеникот од Дујџевата Деми, кој во телевизиско гостување не само што најави дека законот набргу ќе биде донесен и ќе стапи на сила, туку ќе стигнат и првите санкции. Ни помалку ни повеќе за 2-3 недели. Според Адеми, казна може да очекува шефот на државата. Ky Ivanovi që refuzoi dekretimin ligjit të gjuhës shqipe do të dënohet arta për mos përdorim të shqipes zyrtare për 2-3 javë. Nuk është mas popularizuese në ligj të fusish norma sankcionuese dhe ndëshkuese. Jam dakord për atë. Si një prej autorëve të ligjit nuk e kemi bërë lehtësisht atë, sepse në Maqedoni ne kemi fenomenin e mos implementimit të ligjeve. Me që ligji për gjuhën shqipe dallon për ne. Dhe ne duhet bijem nga xhepi, 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe do e shihni. Да подсетиме, со непотпишувањето на указот, претседателот Иванов предупреди дека со овој закон се уведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт, што води кон нивна целосна блокада и нефункционалност, и оти во такви услови постои опасност да се отвори прашањето за уставното редефинирање и загрозување на унитарноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија.